Јас сте емисијата Македонски корени од Сиднеј, со вашите домаќини Јони Бетри Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор, политички аналитичар, со кого ќе се обидеме да зборуваме за најтешката трагедија која што се случи во Кочани, а во која трагедија животот го загубија 59 млади, а повредени 197, од кои 25 деца. Велам ке се обидеме, бидејќи воопшто не е лесно да се зборува за една ваква страшна трагедија, а истовремено да се борите со емоциите, тагата, болката и чувствата. Токму така, почитувани, денес преку нашите прашања ќе се обидиме да добиеме одговор од нашиот гостин доктор Самуил Малчевски за многу аспекти поврзани со оваа страшна трагедија што ја потресе цела Македонија. Ќе зборуваме за се што се случуваше од денот на кобната несреќа до денес. Ќе допреме до прашањата што ги мачат граѓаните и ќе се обидиме да разбереме дали конечно ќе се преземат вистински одговорности. Во овие моменти, кога сите бараме надеж, правда и промени, ни се придружува доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Господине Малчевски, добре дојдовте, ви благодариме што сте со нас. Токму денес, во овие тешки денови за Македонија, ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете дел од денешново тешко издание на Македонски корени. Здраво, бете и добро утро, Јон. Аз се надевам да слушате најпрво. Одлично. Да, ви благодарам на поканата, иако се тешки деновите, сепак да се обидеме барем малце да доловиме од она што се случуваше овие денови после несреќата во Македонија, да се обидеме да зборуваме за вистината. Добро утро од сончевата, но за жал тажна Македонија овие денови. Добро ви утро и од мене, господине Малчевски, а колку е добро и дали е добро, сите знаеме, но животот мора да продолжи. На сите ни преостанува надежта за доброто, ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас, сите наши гледачи и слушатели на Македонски корени, особено во вакво време кога се уште траат деновите на жалост. Се надеваме дека ќе успееме да ги совладаме внатрешните чувства на тага, емоции, гнев, револт и огорченост. Да се извинам на гледачите, размислував дали да ја прифатам понудата за емисијата, но ви ветив во загиналите. Има деца на мои блиски пријатели, така да ќе биде многу тешка емотивна емисија. Боготова за мене. Благодарам што имаш на поканата. Да. Ке се потрудиме да како што реков, одиме малце понатаму со прашањата, ќе се обидам да видам што е можно помалку емотивен во овие тешки моменти. Ние сите се обидуваме, меѓутоа не е срамота, иако се пролее некоја солза, сите знаеме како се осеќаме и како што реков, треба да се бориме. Тоа не е и задачата, впрочем, ние како уредници, водители на емисијата, вие од другата страна кои што од вас бараме да во вашиот домен да го разјасните за она се што ќе го подкренеме оваа вечер. Опростете ако ве навлековме на ваква минута. Ова интервју да му кажеме на нашите слушатели дека беше благодарено одамна, така да и ние се мислевме дали да одиме со емисијата, меѓутоа како што можат да забележат нашите слушатели и гледачи дека комплетно ја вртивме програмата на Македонски корени. Не ни е срам да кажеме дека и ние додека одеше таа жална музика која што секој удар на музиката го будеше тагата и огорченоста во исто време и ние пуштавме солзи овде. Тоа е неизбежно. И сепак тоа е човечки трагедија, огромна и се случи на Македонија, не е прва. Се надевам дека нема во иднина многу често да се гледаме на вакви настани, тоа најмногу ќе зависи од сите нас, од институциите, од нас како поединци кои што треба конечно да застанеме на вратот на таа корупција и да се збориме против неа. Трагедијата во Кочани која не треба да се случи, жал се случи, одзете 59 млади животи, а повредени беа 197, од кои 25 деца.
Како вие како човек лично ја доживеавте оваа несреќа? Какви се вашите чувства за ваквата страшна трагедија и загуба на млади лица? Дали сите информации кои излегува и се уште излегуваат во јавноста поврзани со објектот и со немилиот настан и уште еден доказ дека во Македонија досега немаше ни ред ни поредок и каде што е длабоко инсталирана системската корупција проектирана неколку години наназад? Видете, за емоциите видовте, исто како и за модуларната болница, за Ласкарци, за Дурмотурс, така и за трагедијата во Почани, нема човек кој што може да остане нем или да остане само човек без емоција, без емпатија, може да биде равнодушен на се ова што се случува на Македонија изминатите денови. И тука проблемот лежи кој што ние досега многу пати сме го апострофирале, таа системска корупција која што за жал 30 години ни се случува во Македонија. Некои викаат модуларната болница, некои викаат Дурмотурс, јас одам уште малку поназад. Од првата несреќа Авиоимпекс и Палер Македонија, првите две несреќи 93 година. Никој не одговараше. Криминалната транзиција, никој не одговараше. Атентатот на Глигоров, никој не одговараше. Се сеќавате дека Заев беше аболициран, не одговараше за криминалот кој што го направи. Загинувањето на председателот Трајковски, членовите на екипажот одговараше никој не одговараше за сето тоа. Поплавите во Скопје, во Стајковци што ни се случија, никој не одговараше. Па се до крај ден, тоа се сето трагедии во кои што за жал гинеа невини луѓе, или ајде да кажеме корупцијата и криминалот кој што е длабоко инсталиран во Република Македонија, во континуитет го плаќаме со невини, со жртви, со невини луѓе или со животи на невини луѓе. Дали тоа може да се смени? Да. Дали ќе треба време? Многу пати претходно сме го зборувале, истото сме го говореле. Треба многу нерви и многу време да таа системска корупција се искорени, но мислам дека сега е моментот. Или сега ќе ја искорениме, или ќе треба понатаму да продолжиме да живееме и да тагуваме, не дај Боже, на некој, не сакам тоа да го спорувам понатаму. Како гледате на сликите и видеата што се емитуваа и се уште се појавуваат низ светските медиуми со наслови од типот "Во пожарот што ја зафати елитната дискотека во Кочани загинаа 59 лица"? Каква слика според вас тие снимки и информации испратија за Македонија пред очите на меѓународната јавност? Како тоа влијае врз имиџот на државата? Видете, исто како што влијаеше извештајот на Рајхат Приве, исто како што влијаа сите оние индекси на корупција што ги гледавме ние, освен последната имаме скок, не пат, него скок напредок по борбата со корупција, укажува последниот индекс, мислам дека пред 2-3 недели беше објавен, а се претходно што гледавме многу пати сме го дискутирале. Сите релевантни меѓународни институции кажуваат дека во Македонија има системска корупција, дека политичарите претходни кои што ни беа на власт биле корумпирани, дека се работело спротивно на закон, дека џабе беа сите тие квази револуции шарени во Македонија, уште со позасилен интензитет продолжи да се разнебитуваат институциите. Така да ова е само, да кажам, уште едно кажување дека нешто во државава дебело треба да се менува. Пак ќе кажам, за жал, го плаќаме со човечки, го плативме со човечки животи, со животи на деца, млади невини. Како е возможно во третата деценија од 21 век да се случи ваква трагедија? Дали според вас оваа несреќа можеше да се спречи? Ке ги дознаеме ли некогаш вистинските одговори на овие и на слични прашања? Какви се вашите очекувања во однос на овие прашања што логично секој си ги поставува? Видете, прво несреќа малце ајде да кажам, тешко да се каже дека може да се спречи, ама може да се превенира. Можело се тоа да се превенира, доколку оние кои што требало да функционира институциите, на време излегле и реагирале и на време спречеле да се случува тоа што таму се случувало. Како ни се случи оваа трагедија? Па тоа е она, имам човек, наше дете, уживај брат, ќе ти средам, не се замарај,
дојде полиција, вртење телефони по истите оние началници кои што гледаме дека се во притвор, па тие се јавувале по службеници, по инспектори, по ваму, по таму. И на крај сето тоа резултира со едно вакво нешто. Доколку институциите функционирале, доколку си ги обавувале, и то пазете, тоа не е да се случувало една или од 12 година наваму работела дискотеката. Па цело време институциите потврлале. Цело време. Значи таму некој мижел на се што се случува. И на крајот на денот ни се случи тоа што ни се случи. Дали можело да се спречи трагедија? Ретко кој може да спречи, но може да се превенира. Можело да се превенира, пак ќе кажам, ако институциите си работеле својата работа, ако оние началници кои што се во притвор, ајде да кажам, не се јавувале, не вртеле телефони, оставиле законот да функционира. Ако немаме издадена оригинал ФАЦ лиценца, можеме тоа да го дискутираме. Без никаков документ заведена под архивски број на други предмети, вие му давате документ дека може да функционира без исполнување на такви услови. Ако тој кој што го прави елаборатот за безбедност имал малку совест и кажал дека ова не може да биде диско клуб, да, можело се да се превенира. Дали очекувате и дали треба да се спроведе непристрасна, објективна, сестрана, сеопфатна и темелна истрага со цел да се откријат главните и директни причини за катастрофата, а секако и индиректните, почнувајќи од организатори, промотори, објект, собственици, имање или немање на потребна документација за работење на тој објект, однесување на државни институции, запазени или незапазени безбедносни и сигурносни стандарди. Очекувате ли за овој трагичен настан да има кривично-правна, стручна, административна и морална одговорност? И дали очекувате полицијата, обвинителите, судиите, експертите и политичарите да ги завршат нивните должности свесно, со високо ниво на совест? Видете, она што ке мене влева барем малку надеж е тоа како функционираат институциите изминатите денови. За жал, видовме дека сме можеле да функционираме како што треба, но на една трагедија место да се радуваме на убави работи. Јас сум до сега задоволен од нивото и од посветеноста на институциите во решавање на или во наоѓање на виновниците за оваа голема трагедија. Тука сакам да упатам еден јавен апел до државниот јавен обвинител дека овој пат мора да си ја заврши работата. Не смее ништо да стави под тепих. Се заблагодариме на докторите кои што кажеја врвна професионалност тие 2-3 дена после несреќата и покажуваат до ден денес врвна професионалност грижејќи се за повредените од таа несреќа. Сакам исто така да упатам јавна благодарност до пријателите кои што ги примија оние кои што не може да се лечат во Македонија. Знаете, за една голема држава толку многу повредени во еден пожар е сериозен проблем, а не за една мала Македонија со ограничени здравствени капацитети. Очекувањата не само мои и на јавноста е се дека во деновите што следат ќе видиме што се случувало таму, вистинските виновници ќе бидат на крај изведени пред лицето на правдата, па дури од најмладиот референт во Министерството за економија, па се до големите глави кои што гледаме дека се во притвори, треба да одговараат за тоа што не си ја вршиле работата за која што земале плата. Гледаме што правеле и допрва ќе гледаме што правеле низ системот, така да не би зборувал многу околу истрагата, да оставиме институциите да продолжат да си ја вршат работата на како што си ја вршат до сега. За прв пат, уште истиот ден имавме уапсени, не се дозволи никој да избега. Гледаме дека има притворени, имаме виновници со име и со презиме, не е тоа кабелот или кочниците кои што претходно ни беа криви. Гледаме една одлучност кај политичарите дека мора да се реши оваа корупција, дека тоа е за доброто на Македонија и за генерации кои што доаѓаат по нас. Јавноста будно го следи целиот процес. Мислам дека тоа што вака одлучно се постапува влева надеж дека конечно можеме да имаме држава во која што ќе функционираат институциите за која што многу пати сме зборувале претходно, за која што се бориме сите ние.
Веднаш по трагедијата во Кочани, во која, како што рековме, загинаа 59 лица, над 197 беа повредени, премиерот Христијан Мицковски изрази длабока така и сочувство. Тој истакна дека ќе има и кривична и морална одговорност без разлика на политичката припадност или функцијата на инволвираните лица, нарекувајќи го настанот тежок и многу тажен ден за Македонија. При тоа нагласи дека загубата на толку многу млади животи е непоправлива, а болката на семејствата неизмерна. Додаде и дека владата е целосно мобилизирана и ќе направи се што е потребно за справување со последиците и утврдувањето на причините за трагедијата. Како ги оценувате овие изјави на премиерот? Како ја гледате актуелната политичка состојба во Македонија по трагедијата во Кочани и на кој начин сметате дека оваа ситуација може да влијае врз политичкиот дискурс и врз довербата на граѓаните во институциите? Видете, факт е дека институциите веднаш се мобилизираа во насока на поддршка на повредените и на семејствата на трагично загинатите луѓе во несреќата. Пак ќе повторам, за жал на една ваква трагедија ние видовме дека институциите можеле да функционираат. Почнувајќи од Црвен крст, кој што е невладина организација, дирекцијата за Центарот за управување со кризи, до службата за општи заеднички работи на владата, Министерството за здравство, Министерството за надворешни работи, болниците, клиниките, универзитетските клиники покажаа дека може да функционираат и дека имаат капацитет да се справат со една ваква несреќа. Однос на изјавите на Мицковски, знаете како многу е тешко човек да остане приземен и да не биде скршен по една ваква трагедија. 59 млади животи изгасна, околу 200 се повредени, како што слушаме 2-30 се во критична, но стабилна состојба. Тој ќе остави траен белег и врз сите нас, траен белег ќе остане најмногу врз жителите од Кочани и Кочанско, но она што е битно во овој момент, дека се праќаат стабилни изјави, дека се праќа имаме една доза на сигурност, една доза на решителност, дека конечно во Македонија ќе се почне да се одмотува клопчето на корупција. Пак ќе кажам, многу време ќе треба да помине, гледаме дека системски е навлезена таа корупција, ќе треба од корен да се решава, но или сега или никогаш. И гледаме дека Мицковски е спремен да го реши тој, да се справи со сето тоа. Колку ова ќе влијае на политичкиот дискурс во Македонија, не верувам дека ќе влијае многу. Можеше да влијае ако гледавме дека нема одговорност, кој што не се случуваше со модуларната болница, со Дурмотур, со Ласкарци. Институциите пробуваат да ги заташкаат работите, да не ги најдеме вистинските кривци за сите тие несреќи, но овде не ни се случи сето тоа. Гледаме дека има апсени, актуелни, поранешни функционери, вработени во државни институции, не се штеди никој, и што е уште ајде да кажам, ветувачки, е тоа што во овој момент истрагата се продолжува и понатаму, нема да застане истрагата тука. Сите оние за кои што ќе се обезбедат нови докази, за кои што ќе се увиди дека имаат било каква поврзаност со настанот, ќе бидат, ајде да кажам, санкционирани или гонети од надлежните институции. И сега, ако прашањето е во насока дали ме прашувате дали може да има протести, да, револтот, тагата на луѓето е огромна. Треба да има мирни собори на кои што ќе се изрази сочувство, ќе се каже тој револт. Дали ќе има, ја да кажеме, што е полошо од 59 жртви, некој што пробува политички да профитира на целиот настан, без минимум емоција, со скоро нула емпатија, но мислам дека граѓаните се свесни и нема да подлегнат на тие, ајде да кажам, обиди за ефтино политичко профитирање. Кога сте веќе околу политичката одговорност, дали според вас ќе има долгорочни последици на политичките партии и нивниот пристап кон јавните функции какви? Па мислам да. Оваа трагедија сериозно ќе влијае на се она што ќе се случува во иднина во Република Македонија. За жал не требаше на ваква трагедија за да повлечеме црвена линија, колку пати до сега сме го зборувале. И да бидам искрен, владата претходно
почна нафтената мафија, тоа што не труеја се. Но, знаете како толку е системски корупцијата навлезена во приказната, толку е многу институциите ни се корумпирани, што ќе треба многу долго време да се справиме со истите. Иако скокнавме на тој индекс на корупција, веќе влеговме од како беше од хибриден режим напреднавме, не сме веќе во земјите кои што се карактеризира како хибриден режим, тоа беше пред 2-3 недели. Излезена анкета, немав сили да ја барам за да ги споделам конкретните податоци. Покажуваме напредок во процесот, на меѓународен план сме стабилни, но сепак ќе треба многу долго време да се стабилизира Македонија од се она што предходно и се случувало. Дали според вас државните институции реагираа промптно и навреме? Како го оценувате приведувањето на сите лица за кои постоеле некакви информации за нивно инволвирање за случајот, било тоа да се работи за денот на одржувањето на диско забавата, како и на оние кои се сомневало, а дека имаат удел во незаконски действија поврзани со објектот? Пак ќе повторам, значи ние видовме дека сме имали институции, дека истите можеле да функционираат. Видовме одма приведувања, видовме одма реакција на Министерството за внатрешни работи, обвинителството излезе одма на терен со бројни обвинители, беа повикани истражители кои што излегува на терен да обезбедат докази, туку уште еднаш да се јавно да се заблагодариме до медицинските тимови, до болниците, до клиниките кои што реагираа на време. Институциите предходно затаија. Сега веќе е доцна што и да зборуваме за нив. Значи предходно затаија од Министерството за економија до пазарниот инспекторат, до оние началници кои што се апсени предходно не си ја завршија својата работа. А да, од моментот на несреќата гледаме една одлучност и искрено се надевам дека таа одлучност ќе продолжиме да гледаме во неделите и во месеците кои што ќе следуваат и таа борба против корупцијата ќе гледаме и понатаму во периодот кој што следува. Како ја оценувате политичката стратегија на владата во справувањето со оваа трагедија, особено во контекст на нејзините комуникацијски напори кон јавноста и досега преземените мерки? Дали сметате дека тие се доволни и ефикасни или постои простор за подобрување во начинот на кој институциите ја менаџираат кризата и ја информираат јавноста? Видите, она што ние кај јавноста бара одговори. Бара неселективност, бара транспарентност, што ние го гледаме изминатите денови, никој не се крие. Од премиерот, министерот за внатрешни, владата има редовни пресконференции, министерот за здравство, министерот за надворешни работи и надворешна трговија, па дури и вчера излезе министерот за транспорт и врски, кој што каже дека спроведуваат сериозни инспекцијски контроли во фирмите кои што имаат лиценци А и Б за градба. Значи, тоа влева една доза на смиреност. Кај сите нас, зашто гледаме дека конечно се постапува. Че конечно гледаме дека една одлучност во процесот и очекуваме и понатаму институциите да споделуваат информации со сите нас, само така може да влеат доверба кај граѓаните и доза на смиреност, пак ќе кажам, во овие тешки моменти. Така, во врска со трагедијата, градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов поднесе неотповиклива оставка и побара од надлежните институции да ја испитаат одговорноста за пожарот. Тој јавно истакна дека е подготвен да одговори на сите прашања и доколку има основ за негова одговорност, ја повикува јавната обвинителка да постапи согласно законите. Сепак неколку дена по поднесувањето на оставката, Папазов беше приведен заедно со двајца поранешни градоначалници на Кочани, Николчо Илиев и Радко Димитровски, поради сомнение на обвинителството за нивна поврзаност со условите кои довеле до страшната трагедија. Како го оценувате чинот на давање морална оставка на градоначалникот Папазов? Како гледате на неговото приведување, како и на приведувањето на другите двајца поранешни градоначалници? Дали има официјална информација за нивна кривично-правна одговорност
вина или вмешаност поврзана со изградбата, функционирањето на објектот и со настаните од кобната ноќ, кога трагично загинаа 59 млади лица. За сега официјални информации нема. Има информацијата дека се приведени, дека се на распит пред истражен судија и пред обвинител и чекаме да видиме што ќе се случи понатаму. Знаете, ние според законот за локална самоуправа, градоначалниците имаат одредени надлежности во делот на угостителските објекти, во делот на градежни дозволи, реновирање, адаптација и преадаптација на објектите. И мислам дека се задолжени да ја контролираат бучавата во објектите. Така да очекуваме да излезе обвинителството, што излезе вчера и кажа кој, зошто, како е ставен во притвор, кој, зошто, отприлика, не каже иницијали, него нас јасно не е за кои луѓе станува збор и зашто се третат. Очекуваме и овие во следните неколку дена да излезат со информации за актуелниот и тројцата поранешни началници и Папазов во оставка. Мислам дека Папазов задоцна требаше истиот ден да излезе да си поднесе оставка, тој ја поднесе ден потоа. Како гледам на целиот настан, во кажува премиерот Мицкоски, роден брат и сестра, да мисли ако се одговорни или ако имаат некаква вина, ќе одговараат. Па ако се утврди вина, немаме ние што да разговараме повеќе, освен да се одговараат согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Дури и ако знаеле, а не постапувале, тоа веќе влегува во делот на несовесно работење во служба, дури и за тоа по мене треба да одговараат. До сега 34 лица се осомничени за пожарот во дискотеката Пулс, меѓу нив се организаторот на настанот, поранешен државен секретар, раководител на сектор на Министерството за економија, поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување, како и тројца вработени во истата дирекција. Судот во Кочани првично на овие им одреди краткотраен притвор од 48 часа на 14 лица, а потоа им го зголеми за уште 48 часа. Меѓу проведените се и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски, како и градоначалникот во оставка на Кочани Лјупчо Папазов, но и двајцата поранешни градоначалници на Кочани поради сомневање на обвинителството за нивна поврзаност со условите во кои се случи страшната трагедија. Според информациите од државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски, осомничените се товарат за тешки дела против општа сигурност согласно член 292 од Кривичниот законник, за што е предвидена казна затвор од најмалку 3 години без горна граница. Коцевски најави дека се испитуваат и действија за примање и давање подкуп, како и незаконска набавка на пиротехнички средства. Тој изјави дека е донесена одлука за покренување истражна постапка против осомничените лица. Како ја оценувате одговорноста на локалните и централните власти во врска со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, која резултираше со смртта на 59 лица? Во интерес на нашите слушатели и гледачи на социјалните медиуми, значи од вчера се во 30-дневен притвор. Значи два пати по 48 часа доби, од вчера дел од нив се во 30-дневен притвор и мислам дека тоа ќе продолжи се додека не се оконча процесот. Како видите, де факто и де јуре институциите затаиле. Ако не затаиле институциите, немаше ние да го имаме овој ужас кој што не се случува деновите. И не само што затаиле, тука и доаѓа делот или како затаиле, имам човек ваму, ќе ти средам кај овај во министерство, ќе средиме во пазарен инспекторат кај онај. И мислам дека сите оние кои што законски имале надлежности во овој дел треба да одговараат, без разлика кои се. Доволно, пак ќе кажам, е тоа што не постапувале, е несовесно работење во служба, а тоа довело до она што вие го кажавте, тешки дела против општата сигурност. Како ќе се одвива процесот, ќе се одвива под будното око на јавноста. Јас не само институциите очекувам и судот многу брзо, многу ефикасно да се заврши својата работа
и во многу скоро време да имаме и правосилни пресуди во однос на оваа трагедија. Само така можеме да вратиме довербата во институциите. Се поинаку е импровизација која што ќе води кон понатамошни поделби, разнебитување на државата, дисфункционалност на институциите. Истрагата ќе продолжи, 26 лица се проширени до 34 и ова е, како што најави министерот Тошковски, првата фаза од истрагата, ќе има и втора фаза во која што ќе се биде истрагата проширена малку повеќе. Мислам дека не само што имаат и лична одговорност сите овие кои што се уапсени, имаат и морална одговорност и треба да се сносат со истата. Дали имате сознание кои институции не ги исполниле своите законски обврски и надлежности во контекст на оваа трагедија? Како тоа според вас влијае на јавната доверба во институциите и владините сектори, особено во нивната способност да обезбедат безбедност и заштита на граѓаните? Видете од каде се уапсените и јасно ви кои се институциите. Так. Министерството за економија, трудовиот инспекторат, пазарниот инспекторат, МВР, како се вика, дирекција за заштита и спасување, општинските власти во Кочани. Значи, тие се институциите кои што затаиле. Дискотеките, угостителските објекти не се под надлежност ниту на Министерство за култура, ниту на Министерство за образование. Така да нема што ние да бараме на друго место одговорност, освен во институциите од кои што веќе има уапсени и се во притвор вработени. Како ова ќе влијае на институциите? Знаете, пред 8 месеци со доаѓањето на новата влада почна трансформација на министерствата. Знаете дека имаме нови министерства, дека имаме прераспределба на секторите и мислам дека ова треба малце да биде ветер во грб на владата, уште поинтензивно да работи на реформите кои што ги планира и уште пожестока да биде во справувањето со корупцијата и криминалот. Веќе имаме процес за набавка на мазутот, кој што имаме притвор во луѓе. Претходно беа уапсени криминални групи по Скопје кои што недозволено тргуваја со одредени субстанции. За жал, толку многу корупцијата навлезена што не можете вие во ист момент да отворите 100 фронта. За жал, се случи тоа што се случи. Мислам дека ова треба да ја направи владата уште порешително во борбата со криминалот и корупцијата и за многу скоро време да зборуваме за убави работа, да не зборуваме за ова што не се случуваше изминатите денови. Како е можно проектот за изградба и дозволите за работа на оваа дискотека да бидат издадени без соодветни контроли и без утврдување на сите безбедносни стандарди? Дали ова е резултат на неодговорност и корупција или на ограничени ресурси за овие типови контроли? Како е можно? Можно е со измени во законите. Си донели измени во законите пред неколку години со кои што место да се да имаат законската обврска да појдат во контрола на објектите, одговорноста ја префрлиле кај собствениците кои што со изјава кажуваат дека ги исполнуваат условите за работа. Тие мрзливи службеници по институциите кои што со години земаат плата од данокот кој што го плаќаме ние, станале уште помрзливи со законските измени и ништо не контролирале. Ниту еднаш не излегле во контрола на условите на објектот, за тоа зборуваше, мислам, министерот Николовски вчера. Едноставно од канцеларија даваш изјава кај нотарот не е должен да појде да ги провери условите, нотарот ја заверува само изјавата која што ти под полна морална, материјална и кривична одговорност согласно законите ја даваш и тоа сете така си функционирало. Без никој таму да седне и да размисли дека ваквото непостапување или ваквите измени не дај Боже ќе доведат до ова што не се деси. Треба системска промена во законите. Нели, ние многу пати и претходно зборувавме. Ова се истите луѓе кои што се донесоа измени во кривичниот закон, како што се ги донесоа измените во кривичниот закон, па сега викаат не биле одговорни и биле ова, ги слушаме членовите на нивните семејства, како во јавност ни продаваат морал
морал некаков си, но не знам. Имаат одговорност и треба да се одговараат согласно нивните поранешни законски надлежности. Дали ќе има и какви ќе бидат политичките последици за вледачката партија, но и за опозицијата во однос на трагедијата? Може ли ова да има ефекти на јавната перцепција и на изборните резултати, како на локалните, така и на парламентарните, особено ако се утврди дека има пропусти во контролата на изградбата и безбедноста на јавни објекти? Како и дали ова трагедија може да влијае на долгорочните реформи во секторот за безбедност, урбанистички планови и градежни дозволи и кои мерки треба да се преземаат за да се спречи слична ситуација во иднина? Видете, за последици по политичките партии мислам дека е се уште рано, не е ни време ни место да зборуваме за истото. Треба сепак одреден временски период да помине за да видиме како пред се институциите ќе се справат со оваа трагедија и после тоа да видиме што тоа би значило за политичките партии во Република Македонија. Дали треба системска промена во законите? Да, треба системска промена во законите. Не може некој зашто си го мрзи да работи и да оди во контроли да си пропише во законот дека одговорноста ја сноси сопственикот на објектот кој што дава изјава без да излезе на терен и да реално да ги провери состојбите на терен. Треба да се зајакнат контролите, треба реформа пред се на инспекторатите, на оние кои што се надлежни да вршат контрола. Треба реформа во самите министерства, да се зајакнат критериумите кој се може да биде на одговорна функција и да носи одлуки визави таа одговорна функција. Мислам дека во многу скоро време ќе го видиме истото, пак се навраќам на изјавата на министерот Николовски. Министерот Николовски кажа дека ќе има промени во законската регулатива, мислам дека тие многу брзо ќе бидат донесени. Сега, што треба да се спречи или какви мерки треба да се донесат? Јас не сум експерт по безбедност, тоа треба да се повикаат експерти по безбедност, да се поразговара со нив, да се кажат, да се видат што се случувало во другите земји. Ова не е прва трагедија од ваков обем. И во некои други држави се случувале вакви трагедии. Што тие држави превзеле, потоа треба да се види согласено со европската регулатива. Знаете, ние го поминавме билатералниот скрининг со Европската унија и таму имаме забелешки да се имплементираат тие забелешки. И пак ќе се вратам уште еден чекор поназад да се види што Рајхат Прибени кажуваше уште 2017-18 година дека треба да направиме за да ги вратиме институциите да функционираат по закон. И тука негде треба да се бара решението како треба да продолжат институциите да функционираат понатаму. Пак ќе кажам, се во интерес на граѓаните, се во интерес на ние во Република Македонија живееме во една побезбедна средина. Како ја оценувате изјавата на Пивоваров дека министерот за внатрешни работи Панче Тошковски треба да поднесе оставка од морални причини во врска со трагедијата во Кочани? Така, ајде одговорот ќе го поделам во два дела. Прво, истиот тој Пивоваров, кога ни се случи Ласкарци и Дурмо Транс, не убедуваше дека патниците во автобусите требало да побараат, да не се качат во автобусот, да побараат дали има автобусот лиценца за да врши таков транспорт. Тогаш беше на функција во владата. Истиот тој Пивоваров, кој ќе земете во сите влади во кои што биле СДСМ на власт, има некаква одговорна функција. Па место да седи, да се скрие, да се покрие и да ќути, сега не излегува и не морализира. Зашто Панче Тошковски да си поднесе оставка? За да се ослаби истрагата? За ние пак да имаме заташкување, но кој го друг министар да дојде? Прво ќе му треба добри месец дена да научи како функционира министерството, кои се ходниците, каде му е канцеларијата, кои се негови подредени практично. За да се ослаби истрагата, па сите вакви барања, јас би ги ставил во еден кош. Одбрана на досегашниот криминал и корупција. И нема ништо повеќе во позадина на сите овие вакви барања. Напротив, јас го охрабрувам Тошковски да продолжи. До сега, во ниту еден момент, ниту една негова изјава не беше во насока дека нешто се обидува да прикрие. Напротив, се разреши актуелни началници во СВР Штип и ОВР Кочани, за да не влијаат на истрагата. Се донесоа луѓе од надвор кои што немаат никаква врска со Штип и со Кочани, во функција да се обезбеди непристрасна истрага. Се апсат поранешни припадници на МВР, никој не се штити.
И зашто да поднеси Тошковски морална одговорност? Зашто на Пивоваров така му текнало? А каде беше Пивоваров да бара морална одговорност и за болницата во Тетово, и за Ласкарци, и за Дурмотранс, и за сите оние криминали и корупции кои што претходно ги бевме сведоци. Ја ќе ви кажам, национален координатор во влада, именуван од влада со убави примања. Дел од системот кој што сега се обидува да го брани. И пак ќе кажам, сите овие вакви изјави се во насока на одбрана на системот кој што донесе до една ваква несреќа. Нека седнат, нека се скријат и нека се покријат. Нема да биде како до сега. И ќе видат дека нема да биде како до сега. А ако се плашат дали некој нив ќе ги гони, да, ако правеле криминал и корупција, јас сум институциите први да ги гонат нив и да одговараат за криминалот и корупцијата кој што ако го правеле. Никола Димитров, поранешниот министер за надворешни работи, на својот Facebook профил објави статус во кој изразува жалење за трагедијата во Кочани и повика на борба против корупцијата и самоволието. Тој истакнува дека вакви трагедии ја потврдуваат тезата дека државата не функционира во интерес на граѓаните, туку работи против нив. Димитров апелира за поголема одговорност и хуманост во општеството, особено во светло на загубените млади. Како ги оценувате овие негови изјави и како ја оценувате поврзаноста помеѓу трагедијата во Кочани и овие негови јавни изјави за корупцијата на политичките актери во контекст на актуелните политички и социјални проблеми во Македонија? Дали Димитров е можеби токму еден од тие актери за кои пишува? Нема да бидам груб ако делувањето на Димитров го споделам со она изјава, тој исто како кога педофилите зборуваат за права на децата. Истиот тој Димитров, кој што беше министер во владата на Заев. Истиот тој Димитров, кој што како министер си обезбеди стипендија за керкичката своја надвор од границите на Македонија во висина од 40.000 евро од позиција на мутна сила, сега зборува за корупција. И за прв пат може ова јавно го кажувам, ама има и докази за сето тоа. Истиот тој Димитров, кој што сакаше председателот на комисијата, која што даде стипендија на керката негова да го награди со амбасадор во Израел, сега зборува за корупција. Каде беше да зборува за корупција кога беше министер? Или тогаш гледавме статуси како дели патлиџани, како беше на кој ќе гласа за, ќе добие квалитетен охридски патлиџан по социјалните медиуми. Нека седне, нека се покрие. Нека не пробува сега да морализира, зашто тој е дел од тој систем. Ако ја гледате неговата политичка кариера, цело време бил на некаква функција, дали во Македонија, дали надвор од Македонија како амбасадор, советник, амбасадор, министер, што сака. Утре може балерина ќе посека да биде. Но, де факто и де јуре, Никола Димитров е дел од системот кој што доведе до оваа трагедија. И исто како и Пивоваров ми поврачувам да седне да се скрие и да прекине во јавноста да се разор. Не е време за неговите морални говори и морални пишувања, зашто видовме што правеше кога беше министер. Ниту има морал, ниту има некакви вредности во сето тоа, не желба за лајкови на Facebook и желба да се биде повторно некако политички активен и да се обиди да профитира од сето ова што се случува или од оваа трагедија која што се случува на Македонија. Пак ќе кажам, полошо од 59 загинати млади само оние кои што пробуваат да профитираат на нивната трагедија. Како гледате на неколкуте обвинувања дека сегашната влада е исто толку виновна како и претходните властодржци, до кога и зошто членовите на една влада, било која и да е, вклучително и оваа на премиерот Мицковски, ги спојуваат или ги споредуваат со владите од минатото, иако очигледно станува збор за сосема различни лица, особено оние кои немаат никаков багаж од минатото или политички дамки и кривични престапки. Знаете како, многу долго време во Македонија важеше она, ајде сите се исти. И тука лежи одговорот на прашањето кое што ми го поставивте. Значи, тие што сега бараат некаква одговорност и феруваат прс во актуелната влада, пак ќе кажам, се истите оние кои што ќутеа претходно за се. Апсолутно ќутеа за се и за целиот криминал и корупција. И напротив,
беа гласни во критиките кон нас кои што баравме одговорност од институциите за криминалот и корупција кои што гледавме дека не се случува пред очи. Дали се сите исти, не се сите исти. Ние и предходно имавме борба против корупција и предходно се апсеше од припадници на МВР до припадници на царина, до трговци, така наречени бизнисмени кои што печалеле на грбот на граѓаните увезувајќи канцероген мазут. Ама, знаете како, толку е навлезена корупцијата во општеството, што, пак ќе кажам, таа битка ќе биде многу долготрајна. Не може преку ноќ вие да се справите со се. Па тука место некој да лови вештерки и да се обидува да обвинува, нека седне и нека се погледне во огледало и нека праша каде бил до сега. Каде бил до сега? Зошто ќутеше за се претходно, па сега наједнаш излегува и ни морализира? Која е потребата од нивните морализирања сега? Никаква. Нека седнат, нека се тргнат на стана и нека остават институциите да си ја завршат својата работа. Дотолку тие луѓе се вини, не знаете како, јас многу долги години пласирам во јавност една теза дека колку што не се криви политичарите бивши за се она што се случувало на Република Македонија, толку се криви и истите оние кои што под призвукот на некакви си невладени организации имаат узурпирано Македонија изминатите 30 години. Заради нивното делување во Македонија не можеше да се развие добар граѓански сектор, ќе се препознаат кои се и знаат кои се. Македонија не можеше да се развие добар граѓански сектор кој што ќе беше коректив на сите влади до сега. Зошто главните проекти беа во нив, цело време они правеа некакви реформи, цело време они се присутни во јавност. Кога тие што им одговараат се на власт излегуваат и бранаат, се обидуваат да релативизираат, како моментот со Пивоваров, дека патниците биле криви што не побарале лиценца, такви морализирања, милиарда ќе најдете од нивна страна во нивната политичка партија на власт. А кога нивната политичка или опцијата која што ние протежираате во опозиција, тогаш наеднаш све е загрозено, нема права, нема демократија, значи преку глава веќе од нив. Еве, последниот јавна сондажа од страна на меѓународна организација вика дека Македонија напредува на листата на борба на корупција. Нека се тргнат на страна, нека остават процесите да течат. Ако биле инволвирани, со право стравуваат дека ќе одговараат. Зашто гледаме дека немаме селективност во постапувањето. И не треба да има селективност во постапувањето, зашто очигледно е дека Мицковски и екипата околу него на никому ништо не должи од минатото. И се спремни стварно да стават крај на целата корупција која што не се случувала во Македонија. Кога сме веќе кај селективноста, во списокот на осомничените се најдоа и 7 полициски службеници од СВР Штип и полициската станица во Кочани, кои се осомничени за тешки дела против општата сигурност, бидејќи тие преку изготвување и подпишување и одобрување на позитивна согласност му обезбедиле на правно лице да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност во објектот, односно кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Сите седумина беа спроведени во Скопскиот кривичен суд по извршениот разговор со нив од страна на судија за предистражна постапка. На сите седумина им е одреден 30-дневен притвор. Со овие седумина се со приведените градоначалници од Кочани, бројот на осумничени лица се искачи на 34. Обвинителството за седумината полициски службеници побара притвор, а министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ги разреши сите нив од нивните функции, при тоа додавајќи дека со ова не се затвора списокот на осомничени, бидејќи во моментот се разгледувала огромна документација поврзана со кривично правниот настан. Како гледате и како го оценувате сето ова, господин Малчевски? Како е можно сега истите институции кои беа за време на претходната власт на Заев, Ковачевски и Филипчи, сега со оваа влада и постава на функционери да функционираат, што би се рекло, безпрекорно и промптно? До колкава бројка на осомничени очекувате да се најдат на листата на осомничени? Во однос на Заев, Ковачевски и Филипчи, знаете, има на народната рибата смрди од главата. Ние не треба во вакви честни моменти
или не само во ужасни моменти, ништо повеќе и во секојдневното функционирање. Ништо повеќе да правиме освен да се вратиме чекор назад и да видиме во народните умотворби да ги побараме одговорите. И ние претходно кажувавме дека сите се виновни за корупцијата, тие се правеа честни и вика не, ние немаме никаква врска, институциите, бидејќи кој ги водеше тие институции, токму тие луѓе ги водеа, Заев, Филипче, Ковачевски, Оливер Спасовски, да не го заборавиме. Значи тој беше министер со најдолг стаж за внатрешни работи во Република Македонија. И не само овие 7 мина што се виновни за тоа што не ги провелеле условите и потпишале отварање на ноќен клуб, се виновни и за сите скинати пријави кои што се случувале таму. Луѓе што пријавувале нарушување на јавен ред и мир, луѓе што се јавувале и пријавувале дека има гласна музика, дека и така натаму. Дискотеката, ако одите во населено место, значи околу нејзе има куќи, има луѓе кои што живеат. И од тука затоа изјавата на министерот Тошковски дека истрагата не е затворена, дека има уште и дека ќе се проверува уште и треба да се проверува и треба сите кои што се некако инволвирани во приказната да сносат одредена одговорност. Само така ќе граѓаните ќе ја врати довербата во институциите. Само така и никако поинаку. Ако селективно се постапува и ако селективно се води целата постапка, тогаш ќе се јават сомнежи и пак не сме направиле исто. Институциите сега функционираат со што се добро менаџирани. Затоа, заради тоа што тие кои што ги водат институциите им даваат одврзани раце. Пазете, не сите, пак ќе кажам, не сите во институциите се виновни. Станува збор за 5 до 7, еве и 10% од луѓето кои што вработат натре, кои што се дел од некакви си шеми. Другите луѓе не им било дозволувано да постапуваат, биле маргинализирани, тргани на страна. Така да ако добро се менаџираат институциите, гледаме дека може добро да функционираат истите. И тоа до некаде ја враќа довербата кај граѓаните дека конечно ние можеме да имаме држава во која што ќе се живее нормално, ќе се функционира нормално, институциите ќе се работат работата за која што земаат плата и дека нема да бидат подлежни на наш човек, наше дете, бе пријател ми е, можам да му се јавам, ќе му се јавам и така натаму. Така, обвинителството секојдневно собира докази за трагедијата во Кочани, каде што во дискотеката животот го загубија 59 млади луѓе. Сите досега собрани докази ги анализираат тимови од обвинителството. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски изјави дека од досега собраните докази може да се заклучи дека законите и прописите постојат на хартија, но досега не е пронајден ниту еден кој бил почитуван. Според Коцевски станува збор за општа ерозија на системот. Како ја оценувате ваквата изјава на државниот обвинител Коцевски? Па и тоа е дел од тој систем. Каде било обвинителството до сега? Се воздржувам да го коментирам и да го критикувам во интерес на истрагата и стварно очекувам дека Коцевски овој пат ќе биде на висина на задачата, ако сите пати до сега потфрли. Сериозно потфрли. Очекувам да се спроведе истрагата и многу брзо да се најдат виновниците за се ова што ни се случувало, а понатаму кога ќе заврши се тоа, пак ќе бидам гласен и ќе продолжам да барам одговорност од Коцевски за целото непостапување во изминатиот период. За целото. Не може вие да го критикувате системот кој што сте биле дел, сте имале клучна улога во тој систем, клучна улога. Ако затаиле институциите, кај била институцијата која што предводел Коцевски? Подопрен глас да истражи? Каде било до сега? Но, пак ќе ви кажам, во интерес на истрагата, во интерес на вистината, во овој момент се воздржувам јавно да го критикувам Коцевски, а тоа ќе продолжам да го правам во оној момент кога ќе се заврши обвинителството работата и кога ќе продолжи процесот понатаму кон конечна одговорност за виновниците во самиот случај. До тогаш еве му простор, нека работи, нека покаже дека знаел да работи и нека покаже дека знае да биде гласен, а не да ќути како што ќутеше досега сите изминати години.
Премиерот Христијан Мицкоски најави дека судските процеси за случувањата на Ласкарци и модуларната болница ќе бидат повторно отворени и ќе се бараат одговори на прашањата кои до денес не се одговорени, како на пример во кој испитен центар било кажано дека автобусот е технички исправен, кој ја дал дозволата да функционира тој испитен центар на начин како што функционирал, зошто за модуларната болница беше променето Министерството за време на набавката, зошто кабелот е крив, кој го направил проектор и ред други прашања. Мицкоски додаде дека за овие два случаи ќе има разврска. Како ја оценувате оваа најава на премиерот Мицкоски? Ќе ја видат ли светлината на денот овие два случаи спрема вас? Па видете, јас цело ова време гледам една одлучност кај него и овие прашања кои што ги апострофира Мицкоски се оние прашања на висока корупција кои што ние претходно сме ги гледале. За модуларната болница во тето одговараат двајца директори и еден доктор, и тоа на крај мислам дека ги осудија и со условни казни и одговараше кабелот. А оние кои што ја изградија, кои што ја направија, кои што ја пуштија во употреба, нигде ги немаше. Оние прашања кои што ги поставува Мицкоски за Ласкарци се точно тие прашања. Кој му дал технички преглед? Тоа е таа висока корупција која што ние ја зборувавме и тогаш ја зборуваме и сега некој упорно ја криеше. Па, така беше, се сеќавате, не е прва емисија ние да ги зборуваме тие работи. Јас би посакал премиерот да види понатаму вака одлучен и понатаму одлучен да се справи со целиот, не може со целиот, ама со голем дел од криминалот и корупцијата кои што се случувале во минатото и конечно ние да видиме одговорност. Зашто досега гледавме само изговори, кабли, па граѓаните биле криви, како викаше, пак ќе се навратам на Пивоваров. Граѓаните требало да испитаат, да проверат дали автобусот има лиценца, па тоа не е работа на граѓаните, тоа е работа на институциите на кој што Пивоваров беше дел тогаш. И мене ми се свиѓа тоа што она максима како до сега веќе се заменува со една нова максима, тоа е делувај, а многу скоро ќе бидеме сведоци на она апси, кој што деновиве е присутно во социјалните медиуми. Сведоци сме, ќе бидеме сведоци на уште поголем интензитет дека ни се случуваат тие работи. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во рамките на засилените контроли на ноќните клубови низ државата затворени се неколку објекти, меѓу нив и два во Тетово, кај 16 објекти во Гостивар и Тетово биле утврдени низа прекрашоци. Овие проверки се дел од владината акција за контрола на сите угостителски објекти. Како ја оценувате ваквата акција на МВР и какви се вашите очекувања од оваа акција? Видете, јас очекувам да се почитува законот. Акцијата е секако за поздравување. Знаете, јас имам две мали деца, моите се уште мали, но за неколку години веќе ќе бидат на возраст во која што ќе почнат да излегуваат по сите тие дискотеки и клубови, на кои што вие не може да му се спротивставувате. Ниту моите родители се спротивставувале кога јас и моите сестри сме излегувале, ниту на сопругата родителите се спротивставувале. Така да тоа е процес по кој што се движат нашите деца. Ако ова сега не се направи, ако сега не се стави ред во целиот угостителски систем, сите родители со страв ќе ги праќаат своите деца или ќе треба да дремат пред диско клубовите во кола и да ги чекаат да излезат, не дај Боже да не се случи нешто. Законите во Република Македонија треба да се почитуваат. Ако важат за мене, ако важат за Петко, за Станко, треба да важат за сите. А не ние да гледаме селективност на кој што бевме сведоци до сега. И не само тоа. Акцијата не треба да застане тука, треба да продолжи натаму и во периодот кој што следи. Треба во континуитет да се вршат проверки на сите тие објекти. И тоа е во интереси на самите објекти. Ако некој е исправен, ако некој е чист, зошто има потреба да се плаши од инспекција? Нека дојде инспекцијата, нека провери, нека види, нека констатира дека се е како што треба и ќе си оди. Зошто има потреба ние под не знам чаршав да криеме некои работи? Ја поздравувам акцијата и овде не е само МВР, да знаете, а овде и пазарниот инспекторат е дел од оваа акција. МВР со пазарниот инспекторат има надлежност и акцијата треба да не се повторувам, треба да продолжи и понатаму
не во овој период и во годините кои што следат. Так. Во изминативе неколку дена се одржуваа мирни протести со исклучок на инцидентот кој што се случи во Кочани. Како вие гледате на ваквите протести за време на прогласена седумдневна жалост во целата држава, а и како гледате на инцидентот во Кочани за време на протестите? Треба ли да се бара правдата и одговорноста на улица или битката за да се задоволи правдата и одговорноста треба да се бара во и преку институциите? Оправдан ли е спрема вас ваквиот гнев со земање на правдата во своји раце на 20-тина кои според наши информации биле заведени од 3-4? Видете вака, прво тоа не беа протести, него беа собири за изразување на жал, на почит према починатите, кои што за жал некој се обиде да ги узурпира, да профитира од истите. Никако насилството не може да биде, или новото насилство не може да биде одговор или правда за веќе сторено насилство или трагедија, секако дека не ги оправдувам, поготово не ги оправдувам во период кога постапувањето и делувањето на институциите, вклучувајќи го и Коцевски, кој што многу пати претходно сме го критикувале, поред мене е на висина на задачите. Дали треба да се оддава почит на починатите? Да, треба. Дали треба да се даде поддршка на семејствата на повредените и на повредените? Да, треба. Но никако тоа не смее да биде насилство и никако тоа не смее да некој да проба политички да профитира. Очекувам дека и понатаму ќе има вакви обиди, повикувам на разум пред се кај повозрастните децата се деца, таму емоцијата е многу голема, зашто сите некако се пронаоѓаат дека и тие можеле да бидат дел од некоја ваква, не дај Боже несреќа, но кај повозрастните апелирам на разум, повикувам на сплотеност во овие моменти на тага и на жалост и посакувам да ги оставиме институциите да се завршат работата. Ако приметиме дека пробуваат нешто да прават што не сме приметиле до сега, гледаме, затоа и предеска кажав дека транспарентноста е најдобар одговор на сите оние кои што ќе пробаат некако политички да профитираат. Ако пробаат да прават нешто поинаку од правда, пак ќе застанеме на тој процес и пак ќе бидеме гласни и ќе бараме одговорност на институциите. До сега процесот се води добро, функционира истрагата, дури и Коцевски, за кој што милиарда пати до сега сме го критикувале, според мене е на висина на задачата, нека се ја заврши, понатаму ќе бараме одговорност од него. Но сега е момент на тага и на сплотеност и на поддршка на семејствата на кои што најмногу им требаме сите ние. Господине Малчевски, имаме едно кратко прашање кој јас и Бети долго време се предомислувавме дали да го поставиме или не. Дури во овој моменти се уште сме во двумица, меѓутоа сепак би сакале да го поставиме. Како го оценувате инволвирањето на мали деца за испраќање на пораки во време на протести, било тоа да се мирни или не? Меѓутоа, пред да одговорите, дозволете да пуштиме едно кратко видео. Многу невини луѓе спугинаа во тој огин, не знам, немам спорови за ово. Никој не треба така да испугине, никој. Тие деца имаа иднина, тие деца имаат талент. Сите деца там има некоја иднина. Еј! Испоумреа. Пак ќе ви кажам, ова не е период во кој што некој треба да бара сензибилитет, сензација некаква, да лови лајкови, кликови, гледаност по социјалните медиуми. Најлошо од се е кога тоа се прави преку на кожата на децата или на грбот на децата. Барем минимум етика, морал и професионалност мора да се има во овие тешки моменти, кои што за жал гледаме дека некаде изостануваат. Не знам што е полошо. Стварно би бил премногу груб во тоа што мислам да го кажам, и може да биде злоупотребено, затоа ќе се воздржам, ќе повикам само на морал и на етика и на висока професионалност во овие моменти на тага и на жалост. И тоа најмногу од се им го должиме на семејствата на загинатите и на повредените во оваа несреќа.
Како го оценувате човечниот чекор на верниците од исламската вероисповед кои на плоштадот во Штип се помолија за мир на починатите, испраќајќи сочувство до семејствата на починатите во трагедијата во Кочани, како и за здравје и исцеление на повредените кои се уште се борат за живот? Исто како кога нашите попови и владици беа и во Тетово, и во Ласкарци, и за Дурматур. Значи, ние сите зборуваме или зборуваме различен јазик, различно се молиме, но сите плачеме исто. Плачевме и за модуларната болница во Тетово, плачевме и за Дурматур, плачевме и за Ласкарци, плачеме и за секој загубен живот по улиците од несовесни возачи. Мене ме радува тоа што имаше некакви си обиди за некакви националистички препукувања, тоа бе изолирани случаи. Мнозинството од граѓаните во Република Македонија се свесни дека ние треба да продолжиме да живееме понатаму. Не би сакал, имаше и други моменти, не беа само во Штип, не би сакал да далувам сензибилитет и да кажам информации кои што лично сум ги видел, ви кажав, на блиски луѓе, деца му беа загинати во несреќата, бев дел од некои избирнувања, видов некои работи кои што се за поздравување, но не би сакал да ловам сензибилитет. Во секој случај, сакам јавно да им се заблагодарам на сите оние кои што изразија поддршка и почит. Треба и понатаму да продолжиме да живееме заедно. Зошто како држава не можеме и немотни сме да создадеме услови за да можат нормалните луѓе кои живеат во Македонија да живеат пристојно и достоинствено? Дали немањето на критична маса за да се создадат услови вистински да се средат работите е една од причините за тоа? И до кога ќе им се дозволува на силеџиските групации да ги метастизираат сите пори во сите институции? До кога ќе им се дозволува таквите да бидат бетонска бариера помеѓу нив и нормалниот свет? До кога ќе бидат македонските граѓани заложници на системот ми се може? Сега се навраќаме чекор назад по едно од погорните прашања. Критична маса во едно општество или пандан на она што се случува во политиката треба да створи граѓанскиот сектор. Значи, здруженијата на граѓани, граѓанските организации, така натаму. За жал, ние сме сведоци на узурпација на тој простор. Знаете, вие како едно здружение проектно се финансира. Каде се проектите, таму се можностите вие да најдете средства за реализација на некој настан, активност, па дури и некаква анализа на некакви политички збенувања, мобилизација на млади, како сакате кажете. За жал во Македонија 30 години тој сектор е узурпиран од една група, од едните па исти кои што час се владини функционери, час се независни експерти, час се граѓански активисти, или знаете како каде се парите, таму се тие. Без разлика за какви права станува збор или без разлика за што тие луѓе се борат. Ако тие луѓе таа една фондација, чии што председателка тогаш е сега партиски функционер, оставија во Македонија да се развие здрав граѓански сектор, здрави здруженија на граѓани, кои што ќе бидат вистински коректив на масата, на владата, тогаш може да зборуваме ние за стварање на критична маса, која што може да биде коректив на власта. За жал, ние понатаму гледаме узурпација на граѓанскиот сектор. Истите тие кои што до вчера беа министри и владини советници, сега гледаме дека се граѓански активисти. Утре кога им дојде политичката партија на власт, пак ќе бидат советници по кабинети и ќе бидат функционери владини. За ние да можеме да зборуваме за сериозна критична маса, мора да зборуваме за сериозен невладин сектор кој што за жал во овој момент Македонија го нема. Има луѓе кои што под призвукот на некакви си права го имаат узурпирано граѓанскиот сектор и најлесно е тоа, каде се парите, таму се тие. Каде се привилегиите и моќта, таму се тие. И се едните исти луѓе ни се вртат изминативе 30 години во тој граѓански сектор. Пак ќе кажам, има и здружение на граѓани
кои што си функционираат независно од нив, но многу се малку, многу се мали и не се видливи во јавност. Дали ќе бидеме заложници на системот, ми се може или не, во овој момент најмногу зависи од нас. Мислам дека точката на вријање е постигната. Мислам дека на сите нас веќе ни е преку глава од тоа што ми се може, или знаеш ли јас чиј сум, и знаеш ли јас на кого ќе се јавам. Пак во овој момент, бидејќи ние немаме невладен сектор или се појави ако печурки после дожд сега, после несреќата, па ни морализираат нешто по некакви си подкасти, истите тие луѓе кои што се дел од тој систем. Спасот или излезот од оваа ситуација го гледам само во постапувањето и делувањето на владата. Ако и понатаму се продолжи со реформите или со нешто до сега го гледавме изминативе неколку месеци да не се случува, очекувам дека многу брзо институциите ќе бидат ослободени од тие спреги и ќе почне да се функционира независно. Кој пазарен инспектор или кој полицаец или кој трудов инспектор, ако овие сносат одговорност кои што се сега апсени и бидат осудени, утре ќе излезе и ќе прави нешто такво? Никој. Апсолутно никој. Сите ќе постапуваат по закон, зашто ќе сватат дека се недопирливи, пошто беа недопирливи до сега. Така да, во следниот период клучна улога ќе има владата во ревитализација на институциите и враќањето на довербата во граѓаните и прекинување на тоа ми се може, знаеш на кого ќе се јавам, знаеш чиј сум, ќе видиш утре што ќе се случи, така натаму нешто на што бевме навикнати изминатите години. Дали оваа трагедија ќе ги натера одговорните да посветат поголемо внимание на здравството, образованието и културата, особено во изградбата на болници и создавање на соодветен лекарски персонал и експерти, за да не се доведе државата да ги испраќа пациентите на лекување во соседството и подалеку секако? Видете вака, прво, она што е евидентно е дека оваа влада е сериозно посветена барем во секторот здравство и образование. Сериозно е посветена и видовме ние сериозни потези во кои што не може да гледате краткорочни резултати, на малку подолго период ќе се видат резултатите од постапувањето и во образование и во здравство. Мене ме радува поготово што доаѓа моделот на образование, што образованието е во фокусот на владата, секако за поздравување и здравството и се. Но една ваква, на почетокот на емисијата кажав дека со една ваква трагедија многу поголеми држави не можат да се справат од здравствен аспект. Затоа и владата го активираше механизмот за спасување во кризи и пак ќе кажам голема благодарност на сите земји кои што ни излегоа во пресред. Дали треба понатаму да размислуваме кон развивање на сериозни капацитети и за вакви несреќи? Да, треба да се размислува, или барем првично да се амортизира ударот додека не се активираат сите тие механизми на заштита. Имаме услови, имаме стручњаци, можеме да ги пратиме да се едуцираат во странство, некои што сакаат да се едуцираат, да се вратат тука и да изградиме сериозни капацитети, кои што барем првичниот удар во иднина, не дај Боже доколку се случи, не верувам дека ќе се случи, мислам дека ова ќе биде сериозно отрезнување за сите нас, но треба да продолжи да се инвестира барем во здравство и во образование. Според вас, дали оваа трагедија ќе биде пресвртница и ќе се научи лекцијата дека треба без одлагање да се рестартира целиот систем на државата, и дали верувате дека оваа влада, начело со премиерот Мицкоски, има доволно сила, моќ и знаење да го направи тоа? Гледате ли во оваа влада борци кои сакаат да разоткријат и да ја процесуираат институционалната корупција? Да. Или сега или никогаш. Или сега ќе прекинеме, или што повеќе од ова треба да не се случи за да се освестиме. Ја стварно не разбирам што повеќе од ова треба да не се случи, да застанеме и да кажеме доста е, не бива повеќе вака понатаму. Пак ќе кажам, изминатите неколку месеци оваа влада покажа сериозна посветеност во борбата со корупција, затоа и веќе на некои меѓународни сондажи и мерења веќе имаме, ајде да кажеме, скок од неколку места, не пат, скок
падови гледавме до сега. Сега имаме скок во неколку места на индексот на борба против корупција. Мислам дека веќе излеговме од зоната на хибриден режим. Очекувам уште посилна и уште поангажирана борба во периодот кој што престои, зашто само така можеме да ја вратиме вербата во институциите. Имаме капацитет, имаме знаење, покажавме. За жал на несреќа. Пак ќе кажам, за жал на несреќа покажавме дека и знаеме и дека и можеме, и треба и понатаму да го правиме истото, доколку сакаме еден ден да кажеме дека успехот од тоа што, не знам, општествено политички сме делувале, бил пресек на таа, ајде да кажам, транзиција која што не донесе до овој криминал и корупција од енормни размери во Република Македонија. Според вас, што треба да се направи за луѓето кои ги изгубија нивните најблиски во оваа голема трагедија? Каква подршка и компензација треба да им се обезбеди како на психолошки план, така и на материјален, за да им се олесни процесот на соочување со загубата? Да бидам искрен, нема утеха. Нема утеха, и го гледам тоа пред своите очи, дека стварно нема за тие семејства утеха. Она што можеме сите ние да го направиме за нив е да им покажеме дека не се сами, дека се уште има луѓе кои што се тука да им помогнат, да жалаат, да плачат со нив во оваа голема трагедија за сите нив, а заедно со нив и за нас. Мене ме радува тоа што одма се помисли на психолошка поддршка на тие семејства, зашто во периодот кој што следи најмногу ќе им треба нив. Едноставно, јас си ги повикувам и сите оние кои што, ајде да кажам, некако живеат во Кочани или гравитираат околу Кочани и другите места каде што имаше жртви во трагедијата, појдете кај луѓето, поседете со нив, испијте кафе, покажете им љубов, зашто само така барем малце ќе ми олесните болката. Цело друго морализирање по телевизии, не знам, кажување, правење некакви си протести, се тоа само дополнително фрламе сол на раната која што е огромна, е голема и многу време ќе треба да се залечи истата. Господине Малчевски, ви благодариме за одвоеното време и учеството во Македонски корени. Викендов нека ви биде убав и дај Боже следниот пат да се слушаме и дискутираме за убави работи што искрено посакуваме да и се случат на Македонија и македонскиот народ. До тогаш пријатно до слушање и секако довидување. Бети и он ви благодарам за поканата. Извинете за емотивниот момент на почетокот на емисијата. Човек камен да ќе се скреши во ваква жалост, поготово кога работите ви се случуваат во кругот на најблиски пријатели, на луѓе со кои што, не знам, сте поминале X или Y време заедно. Исто така на гледачите сакам да им се извинам за емотивниот дел на почетокот на емисијата. Не можев да се воздржам и тоа е. Значи, и ние, ајде да кажам, професорите на универзитет сме луѓе, не можеме да бидеме имуни на се ова што ни се случува. Поздрав до следното видување, се надевам дека ќе правиме забавни работи муабет во периодот кој што престои. Господин Малчевски, не е срамота кога човек ќе пушти солзи, кога се знае дека солзите се искрени и доаѓаат од срце, а не со глума. Остануваме во контакт и како што и тројцата се настават дека се надеваме дека ќе зборуваме за подобри денови и подобри времиња. Поздрав и довидување. Дај Боже. Поздрав, убаво попладне, довидување на Довидување. Довидување.